Едни од најубавите, најнежните и најразнобојните цвеќиња се орхидеите. Јас верувам дека се љубов на секоја жена и дека секоја од нас жена ги има да ги чува како растение, како цвеќе во својот дом. Сега постојат мали тајни за тоа како да успеат орхидеите во домашни услови. Има начини како тоа да успее, односно кога ќе им падне цветот, да не се откажуваме од растението, од орхидејата, туку баш напротив, со овие мали тајни кои што ќе ги споделиме со вас, со многу љубов и внимание, повторно ќе ви врати орхидејата со незината преубава боја и со незиниот преубав цвет. Ова утро за тие мали совети, мали тајни за тоа како да ги одржиме во живот орхидеите и да ги вратиме повторно живи и цветовите на нивните стебла, разговараме со нашата утринска гостинка Емилија Геневски. Еми, добро утро. Добро утро, Ирена. Ке зборуваме денеска за орхидеите. Ова е многу барана тема, бидејќи си ти многу активна на социјалните мрежи. Често гледат твојата публика ти поставуваат прашања секојдневно, можеби и по стотици прашања добиваш за тоа како да успеат орхидеите. Кажав дека се едни од најомилените цвеќиња, ама има мали тајни што не ги знаеме. Како да ни успеат, како да не се откажуваме од нив кога ќе им паднат цветовите. Така, прилогов јас инсистирав да го направиме затоа што поради Фејсбукот и прашањата и да им посочам на сите гледачки и гледачи дека не е орхидејата нешто вау, дека е многу едноставна за чување и од кога ќе процвета, значи ако не се исуши и до тој момент ќе дојдеме, значи дека може да се буквално да живееме. Со овој прилог сакам да им посочам на сите гледачи да не губат надеж, посебно со орхидеите, затоа што многу ги сакаме сите, па и јас, и дека може многу долго да не живеат. Јас имам орхидеи по 13-14 години, на кои што многу малку внимание им посветувам, меѓутоа тие многу ми даваат. Ајде сега чекор по чекор да откриеме што е прво најважно за орхидеите. Вака, за орхидеите е најважно светлината да ја добиваат како што треба, значи источниот прозор е главниот фактор за да биде орхидејата успешна. Ако нема источен прозор, а сакате многу орхидеи, ќе мора вештачко светло да им обезбедите, значи жолто, матно светло, тоа е како сонцето. И орхидеите исто така успешно ќе виреат. Значи и во темна соба, меѓутоа да има вештачко светло жолто. Значи тоа би му дошло како замена за сонцето. Да, здрава орхидеја која што еве јас сум ја истекла гранката тука, еве веќе ќе почне да пушта цветча. Таа ја најдов, тука ми беше при рака. Сакам да кажам, кога ќе ги добиеме орхидеите како подарок, нели тие цветаат, преубави се, на некој одма ќе им падне цветот, на некој не. И тоа е голем шок за орхидејата, од една атмосфера во друга влага, значи да се пренесува. Значи многу се осетливи со цветот ако не им се пружи тоа што треба. Што треба да направиме? Ако можеме да ги ставиме веднаш на прозор, за да ни траат, да ги полеваме на 10 до 15 дена, јас на 2 недели ги полевам, значи во долната саксија треба да се полеваат, не директно на круната на орхидејата, значи во втората саксија ќе ставите до пола вода и тоа е се што треба да направите за орхидејата. Значи да заборавите за вода, малце ќе дехидрираат листовите, меѓутоа тоа веднаш се гледа. 2 до 3 недели слободно, зима, лето, и затоа секогаш кажувам, премногу фама се прави околу орхидеите, затоа сакам да им помогнам на гледачите. Ето. Сега имаме и друг совет. Да. Тоа е ова орхидеја која што е во вода. Која што била пред умирањето, така ако можам да се искажам, и сега вие ја оживеавте, односно таа веќе има коренче и ајде како тоа? Еве, значи самата орхидеја, кога ќе видиме дека корените, да се вратам на оваа орхидеја, корените гледаме дека се зелени овде, еве камерата ќе покаже. Доволно е еден да има, тука има повеќе, зелено светли. Значи, ако ги нема веќе овие корени, ја вадиме орхидејата од супстратот, од земјава, и ја чистиме од сите околни суви корени и ќе добиете, еве ги цветните гранки, значи ќе добиете, значи, еве, имаше еден, еве веќе 2 искочија, ова е во рок од 2 недели. Самата орхидеја, еве пушта и нов лист, може да видите, значи, за да не ја фрлите, има надеж, само ако има едно коренче. И ја ставате во вода, еве јас некоја тегла земав тука, колку да ви покажам,
Еве толку треба да биде орхидејата во вода. Значи успева 100%. Добро, и кој е следниот чекор после ова? Еве, овде гледаме дека има веќе коренчиња, значи дека има надеж. Потоа што? Потоа можете опција 2, да ги чувате орхидеите во овие глинени топчиња што се викаат лека. Еве, тие се хранливи. Тоа зависи од вас. Или да ги чувате во вода. Јас Колку време во вода сакате? Значи орхидејата епифит, да речам паразите, и таа буквално се храни од атмосферата и таму каде што е закачана. Значи во овој случај од водата. Што има во водата, нити прихрана ставам, ништо. Ова ми беше моментот на кој што многу реагира гледачите. Значи, беше исто и таа исушена скоро. Јас, пошто имам многу цвикиња и ми се во тој источниот дел на прозорот, па малце ги позаборавам, да бидам искрена. Меѓутоа, еве, со ова видов дека не е во ред орхидејата, може да се разболат од паразити, значи се може да се случи. Јас оваа конкретно орхидеја ја исчистив целата, исто како оваа претходната, и се ја ставив еве во пластична чашка и во вода под светло. За 2 месеци таа ми пушти цветни гранки, еве може да ги видите. Ова е поретка од орхидеја, се вика Phalaenopsis multiflora. И можам да ви кажам дека сум пресрекна затоа што буквално ја исчистив, ја ставив во вода и таа за 2 месеци ми процвета. И сега ќе прашам исто, значи стои во вода. Да. Кога се става во земја, се посадува? Може, а и не мора. Да. Значи дека вака во вода може да излезе стебленце и потоа цвет, така? Да, еве како што може да видите од оваа орхидеја. Колку време ја менувате водата? Не ја менувам, само дотура. Да. И многу интересно е што не се испарува многу водата брзо, меѓутоа само долниот дел да не биде целата круна на орхидејата внатре, пошто таму каде што листовите ги фаќа, значи ова треба да биде под. Значи водата до тука. Ваш избор е дали ќе бидат во вода, дали ќе бидат во лека, како тука, или ќе ги ставите во супстрат. Може да ги ставите во супстрат, значи сега има разни опции, се купуваат луѓето стаклени убави вазни, па ќе ги стават во лека и така се функционираат орхидеите. Добро, без проблем. Еми, има луѓе кои што еве буквално зборуваме за орхидеите сега. Значи, ги прихрануваат со оние старински, да кажам, начини, еве ќе кажам, со банани, можеби со талок од кафе, и повторно не успева. Каде е грешката? Како да дојдат до процветување, бидејќи секој се радува кога ќе добие цвет на орхидеја. Да, како и јас што се израдував. Ова мислам во вода да искочат толку цветови, ова ни во супстрат не се случува, посебно со оваа орхидеја. Како? Едноставно е, значи мора да има светлина, ова е истата чашка да се стави на прозор на исток или под вештачка светлина. И сама нормална еве како тука што е 27-22 степени. Сега летно време, значи истокот е многу битен за орхидејата и треба да се внимава зашто летно време испарува водата, нели потопло е. Да, и да се внимава. Инаку нема тајна, тоа е. Јас не ставам никаква прихрана во орхидеите, не сакам се да си е спонтано и природно. Сега има повеќе видови на орхидеи. Кај нас ќе се ближи сега веќе и 8 март. Се купуваат, претпоставувам, овој тип на орхидеи. Најмногу. Кои типови на орхидеи постојат и кој е најбаран и кој најтешко се одгледува? Многу има типови на орхидеи, значи има преку 30.000 видови. Да, многу е тоа, многу, мислам, од Азија потекнуваат, од Филипините, таму, значи буквално на дрва растат, како нашиве што растат тука обични цвикиња, кај нив на дрво си растат. За нас е вау, за нив е секојдневие. Најчестите фаленопсиси, јас препорачам такви да се зимаат, овие другите, има онцидиум, има многу други, да не навлагам, нека се фокусираат луѓето на фаленопсис. Тие се и најблагодарни, цветаат може во идеални услови 2 пати годишно цветаат. Субстратот сега некој можеби ќе против ова, ја што го кажувам. Субстратот јас на 4-5 години го менувам, значи не го менувам често. Едноставни растенија се орхидеите и така треба да се однесуваме кон нив и да не се притресуваме многу. Наједноставно да кажам за гледачите. Значи ќе си ја добиете орхидејата, ставите ја како што ви советував и таа супер ќе си ужива.
И пред крај на разговорот, сакам само да прашам, често пати добиваме букети и во тие букети има орхидеја во епроветичка мала. Кои се тие орхидеи и еве јас сега добив скоро букет и веднаш ми угина таа орхидеја. Зошто така? И како би можеле луѓето да ја спасат кога е само нели цвет и мала епроветичка? Ништо цветот кога е исечен, ништо не може. Веројатно снемало вода во епроветата или доживеала шок. Самиот цвет, посебно зимно време, е многу специфично за орхидеите. Значи, они не се толку многу да се осетливи, меѓутоа сепак од минусни температури да се стави на 25 степени, да, одма е тоа е шок за цветот. А веројатно може да се слушала во епроветата нема вода. Инаку јас таква орхидеја имам позадие. Расте една цветна гранка и они ги сецкаат цвеќарите или како си ја сакате. Јас тука ја чувам и таа ќе ми процвета за 2 месеци со цветна гранка. Значи, цветот колку може ми трае по 2 месеци. Меѓутоа во епроветата мора вода да има. Ете го тој моментот. Значи таа ќе трае, ама треба да се внимава. А не може од цвет да се направи повторно? Не може, не. Од цвет не може, значи мора да има стебло, од цвет не. Тоа е веќе сечено цвеќе, сечена орхидеја и не може од тоа да се направи. Еми, дали има можеби за крај нешто што сакаш да им порачаш на љубителите на хортикултура, на растенијата, поготово за орхидеите, нешто можеби што не те прашав, како еве вака некоја порака за крај? Па јас би посакала на сите да речам дека е basic, значи растенија, основно растенија, да си се пробаат со орхидеите, нема ништо страшно и мислам дека ќе бидат презадоволни со моите совети. Може слободно и да ми пишат на Facebook, Plants Емилија ми е значи профилот. Слободно да се консултираат со мене и покрај тоа што доста има, така да мислам сите да се пробаат, не е ништо страшно со орхидеите. Секогаш си тука за гледачите, за љубителите, даваш бесплатни совети, така за орхидеи. И трпение да се има со растенијата, треба многу трпение и љубов и да се тренираме со нив треба, значи навистина многу трпение треба и тоа е она што го враќа секој растение, па и орхидејата. Едно прашање, можеби ова клише, дали сакаат музика, дали сакаат растенијата да се разговара со нив, исто како со луѓе, дали можеби ја чувствуваат љубовта? Да, не е клише воопшто, многу добро прашање, мада сите мислат дека е клише, значи самите растенија си комуницираат меѓу себе со некоја фреквенција. Јас тука сум цело време со музика. Може да видите таму ми е појачалцата, значи радио има цело време, најчесто смут џез слушам. Има се, значи само тоа посветата што разговараме за нив, се си има. Вибрациите од луѓето, позитивните, секој ги осеќа, посебно цвеќињата. И јас секогаш викам, замислете, они како враќаат енергија, а како луѓето, која би комуницирале ние меѓу нас пријатно, која е реакцијата. Ми беше секогаш чест, како и секогаш чест и задоволство да разговарам со тебе и се гледаме во следна прилика. Фала многу, исто и мене.